Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е потпредседателот на СДСМ професор Ванчо Узунов. Господин Узунов, предлог буџетот за 2014 година и 700-те амандмани поднесени во собранието и оваа година предизвикаа жестока дебата меѓу пратениците. Според вас, кои се главните аномалии на предлог буџетот за 2014? Видете, овој предлог буџет е многу налик, рече си идентичен, само со бројките, со големината на бројките, се разликува од буџетите кои што беа предложени и изгласани од векот на 2012 и 2013 година. Значи, владата не ја менува драстично, рече си не ја менува структурата на расходите, иако најавува дека тоа е овој пат ќе даде многу повеќе за капитални инвестиции, но нема некои реални очекувања дека стварно ќе се смени структурата на расходите, а и кај приходите нема поразлична структура, бидејќи она ништо не менува во тој начин на финансирање на буџетот, во приходната страна. Значи, најголем извор се даночните приходи. Владата тврди дека иде со ниски даноци, меѓутоа со парафискалните давачки и со казните собира пари од стопанството и од граѓаните, исто како да имаме високи даноци. Тоа се само скриени високи даноци, што владата намерно го прави веќе повеќе години. И третиот елемент се задолжувањата. Значи, иде со се повеќе и повеќе задолжувања, наспроти тоа што владата сама најави, министерот за финансии, најави дека од 2014 година ќе почне консолидирање на буџетскиот дефицит, кој што ќе трае на еден среднорочен период 3 до 5 години. Но еве за 2014 година тоа ветување не го одржа, кој го даде пред ММФ и пред македонската јавност. Стандардот на граѓаните воопшто не го подобри, напротив, постојано се вади дека кривец е европската криза и не знам кој, или Грција што ни прави проблеми со името. Не е владата никако крива, но бидејќи нема популарност веќе за да се одржи на власт, а сака да остане што подолго на власт, се држи на власт со тоа што ги менува темите кон популизам или кон заплашување на граѓаните и нивно следување на послушни луѓе, бидејќи немаат финансиска известност, се сиромашни. Тоа е моделот на владење и тој е преточен во предлог буџетот за 2014 година. Ништо ново, само уште пострашно приказката што ја гледаме последниве 3 години и повеќе. Какви се последиците кога вработувањата и инвестициите се главно насочени кон јавниот сектор? Пазарна економија се базира на приватен сектор. Значи, во современа пазарна економија, држава која што е развиена и нејзината економија е пазарна, во современи услови, се базира на доминација на приватниот сектор. Владата е негов сервис. Тоа е модел, општа архитектура на современ пазарен економски систем. Ова што го гледаме во Македонија, како се формира во последните години, под доминацијата на оваа влада, е еден квази пазарен систем, односно еден пазарен систем во Европа тоа беше во 50-тите и 60-тите години на минатиот век, а денешно време го имаме во латиноамеричките економии, кои што не се социјалистички, они се капиталистички или пазарни економии, но со доминација на власт и една мала група босови, шефови, банди, кои што се блиски до власта и фактички се газди. Ако не формално, неформално, условно речено, газди на целокупната економија и од тука на целата држава. Тоа е тој уништувачки ефект. Ваква структура не може да има економија современа која што треба да иде напред, најмалце која треба да стане членка на ЕУ. Но дури и да не е тоа пречката дали ЕУ, ние нема да стануваме поразвиена економија и особено нема да имаме поправедна распределба на богатството што ќе окреираме, она мало богатство што ќе окреираме, ако имаме ваков општ модел на економијата. Напротив, треба сосема обратна една слика. За следната година владата предвидува раст на бруто домашниот производ од 3,2%. Најави изголемување на субвенции, пензии, плати во администрација и социјална помош. Очигледно е дека во ваква ситуација има пари. Во што тогаш е проблемот? Не, видете, но начинот на кој што оваа влада ги контролира работите со ваква констелација на македонската економија и со вакво раководење нејзино и влијање на предоби преку буџетот, владата ова може да го одржува подолг период. И тука она ја вади својата теза дека опозицијата стално најавува крах, грко сценарио, неликвидност, неисплаќање на плати и пензии, а тоа еве не се случувало и заради тоа опозицијата не знае што збори, а владата прави добро за граѓаните. Не е така. Проблемот е во тоа што стапка од 3,2% прво е несигурна. Ние не знаеме дали ќе биде 3,2.
стапка на раст од 3,2, при проектирана инфлација 3,3. Буквално зголемување богатството нула. Нула. И толку и граѓаните ќе осетат во просек, зборам. Оние што земат добар дел од колачот, елитата, 10-15% најбогато население, тие ќе станат побогати. Ние другите да бидеме среќни да имаме оваа ситуација што имаме и треба да бидеме среќни дека нема да ни биде полошо многу, како што наводно проектира опозицијата. Она не го проектира дека така треба да биде, но едновремено за да се сервисира овој модел на владата, она се задолжува. И ние упорно, владата може упорно нас да ни кажува дека долгот е умерен и одржлив и се уште има простор за задолжување, но тоа го прави без да одговори на две многу битни прашања. Прво, никош не кажува колку е вкупниот долг. Ту го кажува само така наречениот долг на централна влада, ама долгот на јавните предпријатија и долгот на општините никогаш не го кажува. А тој се додава на овој долг што го кажува владата и се пресметува како процент од бруто домашен производ. Тоа владата ниеднаш систематски не го кажа како бројка, а го знае. И нека го каже, па да го пресметнаме. Колкав е дел од БДП? Ја мислам не е помало од 45. Не е помало од 45, може и повеќе. Ако грешам, нека ме демантира владата со факти. Предлог мерките на СДСМ како намалување на казните за прекршоци или како на пример повратот на ДДВ од ВМРО ДПМН беа оценети како популистички и како навреда за интелектот на народот. Како ги коментирате ваквите обвинувања? Ги поканувам оние кои што ги дават таквите изјави за предлог мерките на СДСМ да се спуштат меѓу граѓаните и да ги прашаат што навистина мислат. Па да видиме тоа чив интелект е навреден. Она што ние го гледаме, а и го знаев ни претходно, во разговори тие мерки не се извадени од ракав како што некој сака да ги нарече, се мерки кои што се предложени врз основа на анализи и разговори со различни стейкхолдери. Така што тие, како сплетна мерки, еве се ние ги промовираме и воедно ги испитуваме како наоѓаат на прием и колку се издржани како мерки и потоа ќе бидат, кога ќе пројде овој период на кампања, некаде во средината на месец декември, заокружени во една програма која што ќе биде онаа програма која што ние имаме понудено на граѓаните, а сега е тој период нејзин на составување, ама не е кабинетски или чисто политички по штабови, туку е со граѓаните. Тоа не го прави популистички. Тоа апсолутно нема врска со популизам. Не. Туку е еден поразличен модел на составување на една предизборна, односно опште политичка понуда на една партија. И тоа ја збунува власт. Она не очекувала такво нешто, не очекувала ни такво одобрување од страна на граѓаните и сега сака да го извалка, пошто нема издржан одговор на предлог мерките на СДСМ, сега сака да го дисквалификува предлогот како тоа е вака. Неозбилен популистички. Внимавајте, најголемиот популист да ви рече дека сте популисти е иронија за тој што збори, а не за другиот. Од една страна ја обвинувате владата дека троши многу, а од друга страна пак и вие имате најави дека ќе трошите многу, како на пример најавите за субвенции за земјоделците. Од каде пари за тоа? СДСМ никош не напаѓаше владата дека многу троши. Туку секој каже многу троши на непотребни нешта. Не самото многу трошење во период на лоша економска ситуација е како политика исправна. Вие не може да штедите, државата не може да штеди тогаш кога ситуацијата е лоша. Ке штеди тогаш кога ситуацијата ќе стане добра. Но тоа не значи да троши на непотребни работи, луксузирања тогаш кога нема. Туку да троши како да го одржи стандардот на граѓаните и како да ја зголеми продуктивноста на економијата. Така што СДСМ не вели ние нема да трошиме толку колку владата, колку сегашната влада. Нема не да трошиме на таков начин за тие цели. Нема да трошење никакви споменици и мермери и цигли во згради и такви работи, ќе се инвестира во инфраструктура, патишта, автопатишта, железници, енергетски простројки и голем дел на инвестиции во нешта што значат позголемување на продуктивноста на приватниот сектор, не на владата, не на јавниот сектор. На приватниот сектор, за да може тој сектор да вработува граѓани и да исплаќа поголеми плати во иднина. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам за можноста. Вам почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.